Никад колку автограми, дресови ќе собереш, царе. Све тоа уредно запишувам. Ќе немаш простор кај да ги ставиш. Ќе ги оставам кога станат познати, еден месец да имам кој ќе се сети сам, вториот месец одам јас да си ги соберам сите овие ветувања што се дадени. Но скоро сите се твоја крвна група, сите скоро за Аргентина, Меси. Браво. Да, ма за клубски фудбал кога ги прашуваме, ни еден не е моја крвна група, Лаци. Да, ретко кој се сложува тука со тебе, никад нема врска. Битно на иста бранова должина вибрираме и со другите спортови. Па така имаме и еден наш ракометен голман или добра македонска голманска надеж, која ветува дека ќе направи нешто повеќе во својата кариера. Таков е синот на легендарниот Данило Брестовац, Давид Брестовац, беше наш соговорник и убаво искуство да слушнеме како Давид гледа на фудбалот и моменталното светско првенство. Така. Мундокаст повторно помеѓу спортистите кои што оригинално не се фудбалери, меѓутоа кои што имаат што да кажат на тема фудбал. А нашиот денешен соговорник во годините кои што доаѓаат ќе има апсолутно што да каже на ракометното поле, каде што веќе зборуваат за него неговите надпревари. Наш денешен гостин Давид Брестовац. Давид, прво фала ти што разговараш со нас денес. Фала на поканата. Предобро ме представи, се надам дека ќе направиме добар муав. Така. Она што сега ни е можеби во најголемата светска спортска жижа, тоа е светското првенство во фудбал. Колку те влече фудбалот, колку стигнуваш да го следиш светското првенство? Па добро, моментално мислам дека доволно го пратам во светско првенство, бидејќи сме надвор од ракометните обврски. Мислам дека е стварно една доста и захтевна за пратење исто така, бидејќи поготово повеќето од утакмиците од надпреварите се треба се гледаат навечер. И можам да кажам исто така дека и доста скоро сите надпревари ги пратам и дека можам да кажам дека и мојот фаворит дека е поготово Франција за ова светско првенство. Така. Велиш ги следиш надпреварите, ме интересира што повеќе следиш во играта. Дали ги следиш голманите, нивниот пристап на играта или повеќе те интересира она целокупната игра на фудбалер? Па не, поготово вака ја не се внесувам толку кога гледам толку фудбалот, но најмногу сакам да гледам Франција бидејќи за нив навивам и можам да кажам дека целокупно ја гледам како играат и нивната стратегија поготово исто така. Французите од почетокот на првенството се топ фаворити, иако Аргентина е светски шампион, иако Шпанија е европски. Како ти ги оценуваш досегашниве игри на Франција? Па мислам дека Франција е стварно една многу квалитетна репрезентација и првиот состав и вториот состав. Можам да кажам дека кој да влезе и да излезе во играта, дека имаат фантастични играчи. Во моментално мислам дека се една најкомпактна екипа во моментот и дека може да стигне до финалето и вечерва против Мароко да осварат победа, па и не зашто и да не да го освојат ова светско првенство повторно. Така. На страна пристрастноста кон Франција, каде ја гледаш најголемата закана за повисоко место на престолот освен Франција? Мислам дека Франција достоинствено се представи на ова светско првенство и дека иде само напред. Можеме тоа да го видиме според нивните играчи, бидејќи стварно во секоја година излага некои нови французи кои што играат стварно фантастично и зашто и да не е оваа година да го освојат, па не па и за 4 години повторно. И се допадна ли проширувањето на форматот, повеќе надпревари, една плюс елиминацијска фаза, како ти се допаѓа овој дел? Па ми се допаѓа, можам да кажам дека ми се допаѓа, има повеќе надпревари за гледање, за пратење, исто така мислам дека сите го пратиме ова светско првенство, многу луѓе и зашто да нема и повеќе надпревари. Дали во клубскиот фудбал имаш некоја екипа која што ти е фаворит и ако да е, која е таа екипа? Па да, во клубскиот фудбал најавам за Јувентус. Од мал сум за нив, поготово за црно-белите, за старата тама и се надеваме дека овој период играме лоши и немаме пари, можам да кажам, но мислам кој цел италијански фудбал? Да, но ќе се вратиме на правиот пат. Од каде љубовта баш према Јувентус? Па мојот татко навиваше, мислам уште навива за Јувентус и може од малите нозе бидејќи цело време со него бев по надпревари и цело време го гледаше Јувентус на телевизијата, па затоа може и за нив навива. На самиот крај, колку е тешко во било кој спорт кај што треба да се даваат голови да си голман, затоа што викаат напаѓач да утне 10 шанси еден гол и ќе му се заборави, а голман да одбрани 10-100% шанси еден гол да прими ќе му се запамти. Па, можам да кажам дека е многу тешко, искрено, поготово кога си сам позади, а нема никој околу тебе. Секако ако си играч може некој ќе ти помогне од страната, но ти
покрај гол линијата, каде што си сам лево десно гледаш дека нема никој, мислам дека е стварно тешко и секогаш тие 10 одбора нема никој да ти ги запати, а тој кикс секој ќе ти го памти. Значи, вистина е дека добар голман е пола екип. Да, се согласам со тоа. Така. За крај, колку имаш време за летниот одмор? Какви се сега обврските и кои се плановите за следната сезона? Па добро, можам да кажам дека оваа година имавме повеќе одмор, околу 2 месеци. Нашата сезона старта на 26 јули, мислам дека направивме една солидна екипа за следната сезона и дека ќе ја вратиме титулата во Битола и дека ќе направиме поголем успех уште во Европа. Давид, ти благодариме за одвоеното време да бидеш наш гостин во Мундокас, да го поздравиме и вашиот татко Данило Брестовац, една голманска легенда, и се надеваме дека ќе бидеш гостин и кај нас во некој пошироко издание како дел од гостин во живо во емисиите што следуваат од септември. Благодарам. Благодарам вас. А Мундокаст останува и на терен и во студио со нови интересни содржини и нови интересни соговорници.